Законот за финансиска дисциплина започнува со примена од утре. Повеќе нема чекање за наплата, фирмите и државата од утре имаат обврска да ги платат долговите за 60 дена. Ова е максималниот рок во кој можат да ги одлагаат плаќањата, а ако се договорат и за тоа имаат писмен договор, може и 120 дена. Рокови за плаќање се поставени и за јавните субјекти кои исклучуваат сделки за набавка на стоки и услуги од приватни фирми. За непочитување на роковите за исплата, законски следуваат казни од 1000 па се до 10.000 евра. Така, за задоцнато плаќање правните лица ќе се казнуваат со 5 до 10.000 евра, а трговците поединци со 1.500 до 3.000 евра. За одговорните лица е предвидена глоба од 750 до 1.500 евра. Ваква е казната и за министерот за финансии кој нема да го запази рокот на плаќање од трезорот откако ќе го прими барањето од јавниот субјект. Правилата се исти и за државните предпријатија и органи кои им се должници на приватните фирми. Надлежните очекуваат дека законот за финансиска дисциплина ќе помогне на време да се вршат плаќањата и да се подобри ликвидноста на компаниите. На овој начин се предвидува и подобрување на македонското стопанство во целина. Според вице-премиерот Зоран Ставревски, станува збор за европски директиви што ќе треба да се применат во Македонија.